Добро утро и од мене и веднаш по Јасака Македонија. Денеска започнуваме со магазин во 10 часот, а ќе се дружиме, како што видовте и од промо најавата, со Александар Нинич и Никола Ристевски од квартетот Тромбони Макпрас. Зборуваме за нивното патешествие и концертите во Гран Канарија и во Њу Јорк, како е да се биде амбасадор на македонската музика и култура, со кои светски имиња се запознале и на кои следни проекти работат. Останете со нас следните минути. Добро ви утро и добре дојдовте. Добро утро. Добро утро. Добро. Како сте? Одлично, одморни. Така не ви ова рано наутро веќе. За нас, Па не баш, мајте. за нас денот почнува многу рано. Така почнувате со проби веднаш, имате константно секојдневно вежбање. Па секако, тоа е дел од секојдневните обврски, а и ете, Никола има некои поинакви обврски, он е певец во црква, па си има Така. си има дополнителни утрински, да речем, Обавези. да. Да, обврски, ритуали. Да. Каде си? Во Во која? Свети Јован Капештец. Во Свети Јован Капештец, да. И како течат? Па сега се Тие спремаме обврски. за најубавите денови. Посакувам и на сите гледачи да имаат благословен период на убави денови ни следат. Да, великденски празници. Честит празник на сите. Така, кога си таму ангажиран? Дали и за викендот, за баш за Великден? Секој ден по 2 пати. Аха. Сега. Не само за празничниот викенд, Да, туку Сега конкретно за овие денови Да. по 2 пати, меѓутоа сите празници и поголеми празници сме таму. Браво, посетено е, доаѓа народ. Доста, особено млади и особено периодов последниве 2-3 години се зголеми бројот и на причасници и на луѓе кои што постојано доаѓаат и тоа е за наша радост. Да, на што мислиш дека се должи тоа? Баш последниве години да доаѓаат се повеќе млади? Стана поатрактивен некако. И особено младите го практикуваат. Да. Видоа дека има убави последици од него и телесни, духовни. Не знам, духовноста е тоа е дар Божи. Некако чувствува, некој не. Тие што го чувствуваат доаѓаат. Да, па ете, затоа и ти си дел од целата таа приказна и од овој убав период, како што рече нели за мир и благосостојба. Да се отиде таму и да се слушне вашето пеење. Дали е напорно да се биде дел и од квартет? Колку ти одзема тоа време? Квартетот е исто заради љубов. Ние го правиме многу, затоа што тоа е нашиот живот. Ние се посветивме на нашите инструменти и барат голема жртва, како и се во животот, посветеност, за да се достигне едно ниво на заедничко свирење. Четворица да свират како еден. Да, може ли да ги поздравиме и останатите двајца? Да, бидејќи сте квартет. Бранко Илиевски, кој што е прв тромбон во Македонската филхармонија, и Виктор Богоевски, кој што се уште не е вработен, и тоа е како надворешен соработник, втор тромбон во Македонската опера и балет. Така, Никола исто на тромбон. Никола на тромбон, а јас сум на туба. на туба, да. Која е разликата помеѓу сите овие инструменти? И зошто токму ти си на туба, не си ти на тромбон, бидејќи се водите како квартет тромбони, нели? Точно. Квартет тромбони како формација пред се постои, би требало да биде составено од 4 тромбони, значи 3 тенор тромбони и 1 бас тромбон. Меѓутоа бас тромбонот бидејќи е многу сличен во опсегот на тонови кои што може да ги свири со тубата, многу често може да биде заменет и со тубата и квартетот тромбони всушност да биде 3 тромбони и туба. И затоа се занемарува да не се кажа 3 тромбони и туба, туку квартет тромбони. Аха, значи некако сте 3+1. Да, така му даде. Али секако тоа е и секцијската формација во оркестарот, која што секој симфониски оркестар и оперски оркестар ја има, е таа, всушност 3 тромбони и туба и свирењето во, да речам, секција во оркестар, едноставно вродува со плод да се тргне кон поинакви патишта, да речем во едно камерно музицирање. Дали од самите почетоци овој избор беше на овие инструменти? Зошто токму тие? Па да, ние сме квартет. Имавме чест да бидеме во добра класа, еден прекрасен професор кој што го поздравуваме, професор Ташко Тодоров. Тој ни беше како втор татко и многу беше внимателен во неговото воспитание спрема нас. И секогаш научеше секој ден да се запрашаме што направивме. Затоа да не помине ден без да се направи нешто добро.
И кога ќе легнеме да спиеме, навечер се запрашаме што направивме. Ако не сме вежбале, да станеме и да вежбаме. Со грижа на совест. Така, секој ден да... И он направи на многу добра класа на тромбонисти кои што се сега во сите оркестри. Ова зборуваме на академија. И во средното, и во средно, беше професор и во средното и на музичката академија, да, така да. И негови студенти се сега сегде низ сите оркестри, па и надвор имаме. Да. Да, има и на светот, Да, каде? во Загреб имаме и првиот тромбонист на Загребашката филхармонија Антонија и првиот тромбонист на радиото во ХРТ. Да. Аха, Се така, македонци. Да. Марио и Антонија ги поздравуваме, они се тука за празниците сега. А може би не гледаат. Да, сте настапувале вие таму кај нив? Да, имавме многу интересна соработка, така пред 2 години, мислам дека беше 2023-та. 8 тромбони. 8 тромбони, да. Стварно, беше, вие да. плюс уште неколку. Ние како квартет бевме, потоа Марио и Антонија кои што живеат во Загреб, да речам не појача, имавме уште еден колега плюс тубист, значи не бев сам, имав поддршка, колегата Мицко Дамјановски од Македонската опера и балет. Ќе го спомнеме него подоцна за... Ќе го спомнеме, има нешто дете да најавиме и за него. И колегата Енис Мехмедов од војниот оркестар, од војната, да. И направивме еден многу интересен проект, кој што, морам да кажам, беше и многу средечно примени, со восхит примени од хрватската публика, бидејќи знаете како во Хрватска, во Загреб има па околу 7 оркестри, ако не се лажам, само во Загреб. И тромбонистите кои што ни дојдоа на концертот, едноставно рекоа, знаете како, ние сме овде многу повеќе и никогаш не ни текнало ваков проект да направиме, а вие дојдовте од Македонија и стварно секоја чест на сработеното и на отсвиреното, мислам, особено заради идејата, бидејќи, знаете, тромбони, камерно музицирање пред се во помали ансамбли, да, е остварливо и полесно и почесто се случува. Меѓутоа, камерно музицирање во поголеми ансамбли, зборам октети и можеби повеќе, еме тешко за организација, еме тешко за логистика и ета, ние бевме многу среќни што успеавме тоа да го оствариме. Ги обединивте. Да. И вие заедно со нив. Така. Она што е најново актуелно е патувањето во Гран Канарија, кое што и го најавивме. Па може да ми кажете како се случи токму таму да настапите, од каде соработката со нив? Да, точно. Гран Канарија може би еден најпосебните настани, би го издвел како проект и како наша соработка со било кој надвор од нашава држава, а и во држава, особено заради тоа што прв пат се среќаваме со толку обемен проект. Значи, за 7 дена ние имавме, како што кажавте во најавата, 3 мастер клас, имавме едно предавање на универзитетот, имавме концерт, имавме детска представа, имавме едукативна детска интерактивна работилница. Свиревте на представата? Да, значи ние имаме во рамките на нашата да речеме свирење во филхармонија, заедно со секцијата, со лимените дувачки инструменти, создадовме една представа која се вика Фамилија Металковци, навистина беше многу изведбувана. Мислам дека преку 120 представи изведовме во рок од 2 години, што навистина беше успех. И имаше побарувачка, представата се состои од тоа што ние ги презентираме елементите инструменти, нивниот историјат и музиката која што се свири на истите, на најмладите со цел едно, да речеме, кратко образование, час по музичко, меѓутоа сето тоа е направено на некој интерактивен начин. Знаете, плескаат со рацете, свириме заедно, пеат со нас и тоа навистина како се свири, како се произведа тон, тоа е интересно. Целосно елемент едукативно, да. Прво почнавте во Македонија? Да, почнавме во Македонија и на некој начин ја модифициравме оваа представа за тромбони, бидејќи во таа представа бевме 2 труби браски интерформација. Тоа се 2 труби хорна, тромбони, туба. Меѓутоа ја модифициравме на начин на кој што ќе ги презентираме тромбоните и тубата. И тоа го презентиравме во Шпанија. Тоа беше многу успешно, тоа не беше прво се бавиле тоа. Да, тоа првиот настан, айсбрейкер, пошто ние веќе сме уходени до тоа. Да, така започнавте на Канарските острови. Тоа беше првиот наш ангажман, нормално првата активност, ако не се рачуна претходниот ден каде што работевме и
да не забораваме на многу важна работа која што произлезе од овој проект во Гран Канарија. Тоа е напишана композиција за нас, првата посветена. Всушност проектот се темелеше на тоа, соработката со канаринскиот композитор Хектор Муњос Гарсија, кој што навистина од самиот почеток на овој проект толку професионално и толку ангажирано се вклучи, што ние останавме буквално забезекнати колку активност имаме во Гран Канарија. Значи, тој ве побара вас, ве покани. Најпрво почнаа соработката од 2023 година. Хектор Хектор беше дел од еден тим композитори, десетина мислам дека беа од цел свет, и дојдоа во Скопје на организација на македонскиот композитор кој што живее во Белгија, Блажен Настевски. Тоа се филмски композитори претежно, композитори на филмска музика, на игри, и дојдоа да снимат кратки парчиња музика, да речам, во студиото Феймс. Тоа е студиото во Автокоманда која што се бави со снимање на филмска музика. Долги години веќе 15-тина, може и повеќе години обстојува во Македонија. Собствениците се од Франција, меѓутоа имаат направена една прекрасна приказна тамо. И како композитори дојдоа да снимаат, ние всушност бевме дел од оркестарот, и јас, бидејќи се знам со Блажен кој што има завршено средно музичко и факултет, мислам дека во Скопје на музичката академија, и некако се упознавме. Тој свиреше фората. И се упознавме и почнавме некаков контакт со сите композитори, меѓутоа највеќе со Хектор, некако најлесно се поврзавме. Не знам како, и самиот Хектор на првото поврзување, на првите разговори и размена на идеи беше: човече, мораме нешто да направиме заедно. И каде се одржа концертот? Концертот се одржа на аудиториумот на Универзитетот во Лас Палмас. Тоа е една прекрасна голема сала од, мислам, на капацитет од околу 600 луѓе. Ако добро се сеќавам, 600 луѓе. Навистина прекрасна сала со прекрасна акустика. Таму и го снимавме. И таму го снимавме и делото, Тоа беше навистина добро искуство. Имавме тонец, тоест аудио инженер кој што не снимаше, кој што беше наистина познат во Лас Палмас и соработува со Хектор, и Хектор номиниран за Греми. Бил номиниран за Греми, што е всушност мислам, ние не знаевме, ама човекот стварно бил многу искусен, многу познат во таа струка во Лас Палмас и во Гран Канарија. Живеат на море, на океан. Се многу, и времето е лето, вечно лето. Се многу пријатни, гостопримливи, љубезни. И самата публика беа главно шпанци или имаше од повеќе држави? Мислам дека беа шпанци, со тоа што на Гран Канарија има многу туристи кои што живеат во одреден дел. Дечиња студенти на кои што предавме беа дојдени. Имаше една жена, се запознав, беше дојдена, тие се таму 7 острови. Тенерифе, Канарија, тоа е главен. Гран Канарија е главниот остров, Тенерифе е вториот. Имаше жена која што беше дојдена од друг остров, само специјално за концерт. За концертот, Браво, за да ве слуша, за да ве гледа. Многу беа, и ние се чувствуваме многу убаво, ама се осети тоа дека и они беа многу среќни. Имаше голема одговорност да представите Македонија во најдобро светло, бидејќи таму сте амбасадори на музиката, на културата. Никола нека каже, бидејќи наистина Никола беше импресиониран од начинот на кој што културата функционира таму, на кој што не примија, мислам дека најубаво ќе го срочи тоа. Беше навистина без зборови. Ние сме оставени така одопрени од се она што се случи, од сите настани кои што ги имавме таму. И сме благодарни многу на нив, и они се на нас, и дури они сакаат да продолжи тоа, повторно да отидеме таму, па и може и они некои од нив да дојдат тука. Она што го видовме таму е инструментите, сали за вежбање, луѓе различни, има и возрастни луѓе што се бават со музика. Државата вложува во нив многу, им дава услови да работат, и секој помало градче има и оркестар. И ако ние важиме за најмузикална нација, нели во Југославија тоа беше
дека македонците се нај И за играње и за музикални, пеење. меѓутоа ние ништо не правиме за Битола, за Струмица, за Охрид, за сите други градови. Штип, Тетово, сите градови кои што Сите тие градови треба да им се даде можност на децата да се бават со музика, затоа што тоа е добро за нивниот напредок, интелектуален. така е. А сте имале вие тука поддршка? Кога сте почнувале со квартетот, со настапи, со концерти? Видете, би било неблагодарно да кажем дека немаме, бидејќи навистина Министерството за култура нема поддржувано во многу наши намери и проекти и навистина сме благодарни. Да, и тоа е добро. Да, апсолутно има еден систем во особено Министерството за култура има еден систем кој што веќе обстојува со години, тој се менува од година за година, меѓутоа еден повик, јас би рекол не систем, извинете, погрешен збор, кој што е јавен конкурс и на кој што се пријавуваат музичари и нивните проекти и идеи за реализација најчесто биваат поддржани од државата, секоја што е во зависност од можностите финансиски на буџетот на министерството, меѓутоа секогаш е поддржано тоа. И квартетот како состав добивал поддршка, навистина добивал поддршка. Имале и низ Македонија концерти? Да, многу често сме настапувале, да. Ете, ја би набрал во Битола, во Берово, во Кочани, во Кавадарци, тоа беа меѓу првите концерти од формирањето во 2016 или 17, стvarно не се сеќавам. Мислам дека беше 2016 година формирањето на квартетот. Подосна следуваат настапи во Скопје, во малата сала, значи во првата година од отварањето на новата сала на Македонска филхармонија, ние настапивме со еден солистички концерт камерен концерт во малата сала. Потоа следуваа настапи во Приштина, имавме настап во Софија, во Њујорк, имаме два пати настапено во Македонскиот културен центар. Во Њујорк бевте минатата година и кога уште? Бевме во минатата и во 2018 година бевме, да. Така да, ете, некои од настапите се тие. Кога започнавте, ете, бидејќи години набројуваме? Да, точно. И па ете, да, некако приказната почнува во 2016, ако не се лажам сега стварно. Мислам дека беше 2016 со тоа што истата година ние бевме секција постојана во оркестрот на Македонската филхармонија. Јас бев тубист вработен, со тоа што еден од членовите, кој што сега не свири со нас веќе, тогаш беше и сега уште е првиот тромбон во Македонската филхармонија. Бранко Илиевски беше втор тромбон во тоа време во Македонската филхармонија и Никола како постојан заменик на втори, трети, па и прв тромбон. Ти беше тогаш, така? Да, и јас бев тогаш. И започнавме како секција и рековме ајде малце камерно да музицираме, да пробаме поинаков репертоар и навистина камерното многу ни помага за оркестар. Точно, да. Бидејќи камерното музицирање знае да направи да можеме ние да направиме една заедничка боја која подосна ја манифестираме во музицирањето во оркестарот. Така да едното не оди без другото кај вас. Па да, апсолутно. Мислам едното си помага со другото, апсолутно. Но како поминува времето, ние толку се знаеме еден со друг и дишаме заедно на сцена. Мислам, јас знам дека он диши сега, ама кога свириме, кога свириме на сцена, да, веќе се разбирате. Веќе толку добро се уходани сме. А чија беше главната идеја за квартетот? Па, знаете како, некако не беше искрено не знаеме точно дали имаше некој човек кој што рече ајде да правиме. Ние знаеме многу често и да слушаме многу состави од странство кој што знаеме и да се инспирираме за нашето свирење. А и дел од тие инспирации кои што ги влечеме од тие снимки дојдоа така што ајде зашто едноставно сите, зашто ние не почнеме? И сега знаете како Бенеса ќе каже, утре ќе кажете, па не е лошо да почнеме, па некако спонтано и со постојано подсетување на тоа. Ајде да почнеме нешто, ајде да почнеме да свириме. И стварно така тргна работата, почнавме сите, затоа би рекол дека едноставно на заедничка иницијатива, немаше некој посебен што би рекол дека ајде да формираме, туку сите ајде да направиме еден состав и да музицираме камера. И така почнавме. Низ годините настапувавме на сите овие локации, сите овие градови кои што ги кажавме, соработувавме и другото составот знаеше понекогаш и да прерасне во
тромбонски ансамбл имаше еден прекрасен настан во 2018 организиран од нашиот поранешен член кој што извинете, покажав на кај него, мислев на поранешниот член Димче Белчовски, кој што беше исто дел од квартетот. И тоа беше тромбонанца, настан на кој што настапија сите тромбонисти во Македонија. Значи, мислам дека на сцена имаше Каде беше тој настан? Во малата сала на Македонска филхармонија, мислам дека имаше околу 20 на тромбони на сцена. Сите од војно оркестар, од опера и балет, студенти, средношколци, пензионери, буквално. А колку има во Македонија, знаете некоја бројка? Па толку сме околу 20. Да, сите од Македонија. Па да, вклучувајќи и да речеме и студентите кои што постојано или ротираат, некои од нив завршуваат универзитет, факултет и потоа не продолжуваат да се бават со тоа, меѓутоа во тој момент дека се на студии, ете, се А има ангажираа. интерес за дувачки инструменти кај младите, кај студентите да забележувате? Годиниве Или? се помалку и помалку. Се помалку. Генерално мислам дека кон музичката академија, на факултетот за музичка уметност и факултетите во Македонија бележат опат на интерес, што веројатно се должи на некои современи професии кои што се пред се нели компјутеризирани, кои што можат да Курсеви. понудат. Да, точно, може да понудат и може Ние би бараме подобра- инстантно решение, инстант генерација, брзо до решенија. За свирење инструмент треба многу време, треба многу посветеност, вежбање. Да, не 8 може да сати се на учи ден баш и тоа- онлайн. Да, Младите сега Не, не не тоа. фала. Не, знаете како, не е разликата во професијата, мислам, без подценување ни една професија, бидејќи сега професија апсолутно си има своја тежина. Меѓутоа, разликата е во одредени професии и во свирените инструменти, што свирените инструменти па јас би го споредил можеби како спортот, меѓутоа нели ова уметност, бидејќи како и секој спортист кој што мора до крајот на својата кариера да биде во некоја физичка Да. форма спремност, инструменталистот мора да вежба и да напредува целиот свој живот на инструментот, поточно да нови препреки да совладува. Така да можеби и тоа е една од причините заради која што ете интересот се намалува. Да, дисциплината е битна. Како и во спортот. Дисциплината, Како е- точно. Како и баш така. долготрајноста и знаете како мотивација која што трае. Тоа е нешто што резултатите може да не се толку големи, грандиозни, колку што се секојдневни на микро ниво. Да Вие речем. успевате секогаш да сте мотивирани. Па до сега Што ќе видиме. отворите веќе со години, веројатно постои секогаш мотивација. До сега, да, апсолутно се трудиме, како што кажа Никола професорот, ни всади една навика да ако легнеме денеска да спиеме, како што кажа, без да сме се дружили со инструментот, да чувствуваме некоја си грижа, вина некоја и Но Македонија дала и навистина добри тромбонисти. Тука мора да го спомнем професорот Кил Рибарски, кој што точно е наша легенда. Не само новија простори, него многу целиот ценет свет. и почитуван. И го поздравам и него во оваа прилика. Да, имаме доста поздрави за ваши професори, ментори. Така и треба, ете што моднив сте учели, како што кажа во средноги да ве разбудат, знаете Така е, што така да е. кажете или што да отсвирите. Апсолутно. Ви створиле некоја дисциплина и Не треба да ред, ги забораваме навика. нашите учители. да. Да, да. А во Њујорк како се случи да отидете? Имате ли некоја причина посебна и дали повторно ќе одите таму, бидејќи не е секојдневно да се отиде толку далеко? Така е, во Њујорк постои македонски културен центар кој што функционира делно поддржан од Министерството за култура, Македонското Министерство за култура, и таму се представуваат скулптори, сликари, поети, музичари, сите имаат простор едноставно да настапат таму. Тоа е една галерија, галеријата MC, така MC галери се викаше, која што е водена од македонецот кој што веќе 30 години Таму се дека живее во таму Њујорк, живее, да. Гораст Поповски, мислам дека е скулптор Гораст. И е еден така доста ангажиран уметник не само во полето на уметноста, туку и во промоцијата на македонските уметници во Њујорк и навистина секоја чест тоа што го прави во Њујорк, каде што буквално ни отвара една платформа да ние искажеме ете македонски уметници. Многу често се случува да дојдат само македонци, меѓутоа се случува македонци кои што живеат во Њујорк, меѓутоа Да. се случува да дојдат и
музичари општо од Њујорк кои што слушнале дека ете ќе има некој концерт, најчесто поврзани преку наши блиски. И така дојде, ние аплициравме за тој повик во Министерството за култура и така дојде, ете, да повторно отидеме во минатата година во ноември во Њујорк, да. И тоа е исто едно незаборавно. Имавме уште еден настап во Нью Џерси. И во Њу Џерси. Да, Исто минатата година. Исто, па во рамките на тој Па и таму има македонци многу. Таму има многу, има всушност настапот беше, да, ајде ти малце поќе види. Беше во македонската православна црква, имаше некој јубилеј. Свети Кирил и Методи се вика, па така се споивме, па направивме и служба. Имавме и гости од Македонија и беше убаво. Да, беше, мислам дека архиепископот, неговото блаженство архиепископот македонски господ. И он беше во канонска визита, па се погодивме таму, па ете имавме и настапивме ние како радост и чест да сослужуваме. Да, и таму ве пречека. Пошто сме и певци. Така е, да, и таму се пронајдовте. Бранко е многу добар певец на византиска музика, знае многу добро и невме и све. Каде пее? Он пее во Свети Ѓорги, во Кривитол. Добро. Да, не сте во истото место, да. Да, така. Се бајле заедно пеевме, така да. Добро. Пак имате соработка. Да, имаме соработка. Така да тој нас, мислам, тоа посета во Њујорк нас ќе ни остане особено врежана и исто како посебна, бидејќи знаете како Њујорк е град кој што не спие. Ние успеавме покрај нашите настапи да оствариме контакт со ние веќе имавме постојан контакт со првиот тромбонист на Њујоршка филхармонија, тоа е господинот Џозеф Алеси, кој што тромбонист. Да, тој е еден од најпознатите тромбонисти во светот. И како таков настапи со Македонската филхармонија во 2018 како солист. Наистина прекрасен настап. Мислам дека се беше концерт Анри Томази за тромбон. Прекрасна изгледа. Тоа е еден како еден од најдобрите во светот. По мој вкус можеби најдобар, бидејќи наистина не благодарна за музичари да кажете најдобар, меѓутоа по мој вкус можеби најдобриот тромбонист во светот и знаете величината на таквите луѓе кои што ние сме го запознали во 2018 и можеби од време на време некоја порака ќе сме разменеле во смисол на ете како сте се во ред и така натаму, меѓутоа во 2024 година му пишуваме порака, здраво, ние сме во Њујорк, дали имате време да се видиме, да ете чисто да се видиме, да поразговараме. Не само што најде време, рачунете Џозеф Алеси е професор на најпрестижната академија Џулијард, свири прв тромбон во Њујоршка филхармонија и плюс предава на други факултети, како и приватни часови, приватни ангажмани во други оркестри и така натака. Како го наоѓа времето. Да, неговиот распоред е навистина презафатен, тој е постојано со некој ангажман и не само што најде време, туку и не покани на неговите часови во Џулијард и ние присуствувавме на неговите часови. Да, на 2 часа јас бев, сега не знам дали, да, вие бевте и на уште еден, точно, да. Не покани, присуствувавме, учествувавме, не запозна со неговата класа студенти, да се види како работат на Џулијард, тоа се идните најдобри тромбонисти на светот, да, идните генерации. Неверојатно, тоа е нивото на кое што се работи. Мислам Џулијард е тоа што е. Да, затоа и тоа што е така. Навистина е фасцинантно да ве слуша човек, жал ми е што истече времето, што ќе треба, но ете да ни биде драго што повторно ќе се видиме. Сега ќе треба да завршиме, но ќе продолжиме со настап од оние кои што ги видовме на вашите социјални мрежи, настапот во Њујорк, така, од тој концерт. Да, мислам дека... Ќе погледнеме во продолжение и ми останува да ви се заблагодарам, што ме бевте гост. Благодариме многу. Ако може само уште една секунда за нашиот пријател Мицко Дамјаневски, кој што спомнавме, на 28 април има солистички рецитал и навистина е голем предизвик да се направи солистички рецитал за секој инструменталист. Особено за туба. Да, особено за туба кој што не е солистички. 28 април, во 19:19. По 19:19. Така и покажуваме гледачите Дамјановски цагер, не мислиом. Мисли на деталите. Да. Се гледаме ние повторно да отвориме уште многу нови теми, бидејќи има за што да се зборува со вас. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам. Продолжуваме со настапот на Мак Брас, така што останете на ситала.